Добар ден и на моје огромно задоволство. Продолжуваме со серијата подкасти во рамки на проектот Здружени за EU, Alliances for EU, кој е проект поддржан од Вишеградскиот фонд и Министерството за надворешни работи на Република Кореја и нуди анализи и иницијативи на застапување кои имаат за цел да ги деполаризираат меѓукултурните односи на Македонија и Бугарија. И со тоа да помогнат да се надмине можноста од нов застој во процесот на проширувањето на ЕУ. Овој проект се надврзува на претходните иницијативи обединети под наслов Авении на соработка во облик на два проекти кои се надоврзуваа, едниот поддржан од USAID БТД, а другиот повторно од Вишеградскиот фонд. Проектот им дава глас на оние кои бараат решение наместо проблеми, причина да се биде пријател наместо да се мрази, и на оние кои се способни за самокритика пред да критикуваат други. Тоа се аспектите на деполаризацијата на овој проект. Другиот аспект е споделената црста посветеност на ЕУ проширувањето меѓу сите оние кои ќе земат збор на платформата. Да не должам јас многу, давам збор на професор Катерина Колозова. На представувањето, Ристе. Пред да го почнеме разговорот со нашите гости, прво да го представам првиот гостин и гостинот кој беше поканет како наш главен соговорник и секако и неговиот партнер кој ни се придружува во овој разговор. А тоа е Игор Пачемски-Джонс, кој е наш меѓународно признаен моден дизајнер, едно од ретките имиња на сцената на креативните индустрии со такво значено меѓународно признание и препознаемост, кој за жал, како многу имиња од тој калибар, ја напушти Македонија. Сега живее на запад на Европа. Малку е номадски поставен, така што не можеме да го лоцираме точно каде во моментот. Во овој разговор со него ни се придружува и неговиот сопруг Живко, не знам како му е презимето на Живко, така што ќе разговараме малку за нивните заеднички искуства, но и за искуствата на Игор како автор и неговите обиди да функционира во Бугарија, во Македонија и да знаеме на крајот на краиштата што на крај и него посебно како автор и нив двајцата ги изгони на некој начин од оваа наша средина или овие наши средини. Па, не знам, прво да почнеме, Игор, од тоа како беше прво да се твори во Бугарија и во Македонија, а после може, еве, две прашања во едно, и да ни кажеш како беше да се твори и да се живее во двете средини во една ваква брачна заедница како твојата. Секако. Значи, првото прашање беше, јас се преселив во Бугарија околу 2015, каде што се преселив од Лондон, не од Македонија. Значи, реално мене тој шок културен, нели, од преселувањето после Лондон ми беше многу подрастичен кога се преселив во Бугарија, отколку кога се преселив во Македонија за време на ковид. Значи, навистина веќе бев навикнат на Балкан, па кога се преселив во Македонија, реално сеедно ми беше. А во Бугарија ми беше навистина страшно. Значи, после многу долги години во централен Лондон, се пресели во Бугарија затоа што мора да имам блискост до фабрики и бев сувласник на фабрика во Софија таму веќе до јули 2020. И целата идеја беше, нели, да се биде блиско до тоа производство. Производството како еден практичен дел, да кажеме, од креативната индустрија, каде што, например, во Лондон јас навистина можев да творам од стан, да има мало ателие и од тоа ателие, нели, да праќам после тоа разни фабрики да произведуваат. Како што почна да се затвараат фабрики по Европа, станува преголем за Европа, премал за Кина, па некако Источна Европа беше компромис тука. Значи, долета во Бугарија 2015 со сопруг англичанец тогаш, без добро знаење на бугарски, бидејќи македонскиот ми беше доста афектиран, бидејќи навистина многу мал сум во странство.
И некако, нели, самиот период на адаптација на Балканот ми беше многу поинтензивен во Бугарија отколку во Македонија. Предностите во Бугарија реално беа тоа што иако, например, со приватизацијата на текстилот, фабриките во Македонија што се приватизира тогаш останаа поголеми, во Бугарија имаше веќе една многу голема разлика во духот на предприемаштво на бугарите. И мене беше скоро невозможно да работам во Македонија, да најдам фабрика со која ќе можам да соработувам без да дојдем малтене до судење, секој пат кога работев со некоја фабрика во Македонија, а во Бугарија реално тоа и потрае некој подолг период, не дека нешто многу славно се заврши, ама да кажеме навистина беше многу по-лесно да се развие нешто од тој аспект. Значи имаше веќе тука пак да кажеме некој по предприемачки дух кај бугарите. Прво, второ, веќе бидејќи беа во Европска унија, значи самиот, како да кажеме сега, нели, чиста логистика, извоз, нели, се тоа беше на едно доста повисоко ниво. Сега, од друга страна пак, бидејќи навистина тие луѓе беа толку зад железната завеса, а ние бевме дел од една доста прогресивна држава, за која сум до некаде југо носталгичар за позитивните работи, навистина имавме високо развиен естетски сенс за разлика од многу луѓе од Источна Европа. Тука, например, мене многу ми манкаше Бугарија, тоест ми беше скоро невозможно да најдам дизајн асистенти, чак и во странство да учеле. Имаше едно многу така типично локално око, да го кажеме, за детаљ, за дизајн, за боја, што ми беше потежок за така да кажеме, за соработка. Сега, од други аспекти, бидејќи Бугарија немала, да кажеме, еден мултијазичен систем како бивша Југославија, јавната администрација, верувала или не, во Бугарија погломазна и полошо организирана чак и од Македонија, од една страна, но од друга страна, кога ќе се прошетате вие по квартот во кој што живеев, значи живеев секогаш во тоа така наречено Золбиско каре, значи прво на Узунџовска, што е нели успоредна на Витошка, потоа на Евлои Георгиев и потоа најнакрај на улица Обориште, каде што е Македонскиот културен центар. Значи, живее во тие стари романтични софиски куќи, кои ми беа најблиску до тоа што го има во Лондон. И тогаш веќе ви станува јасно дека Македонија до 46-та била маларија, неписменост и комарци. Навистина сега тоа е. Мислам, колку и да биле богати моите баба и дедо од двете страни, баба ми сепак викаше животно, а не играше Чарлстон, така. Тој дух, мислам, сега нема како да си играме ние со тоа. Кога ќе видите вие чак и во една постапокалиптична дупка како Перник, како изгледа дирекцијата на рудите, како изгледа минената дирекција в Перник, жестоко. Значи, кога ќе видите тука веќе дека има и арт нуво, и арт деко, и бел епоки, нели се тоа што кај нас, например, Магаре имало тогаш реално, евентуално, и една улица убитала, тогашни биталчаки во Пајтони, тогаш ви станува јасно дека станува збор за една голема тука дискрепанца во нашето и нивното ниво. Сега, кога ќе го додадеме и нашето ексјуснобизам, кога они стварно беа гладни, а ние... Тоа сакам да те прашам. Нели ти е тоа интересно? Тој наш ексјуснобизам и тоа, таа идеја дека ние сме, не знам, социјално, културно супериор заради таа кратка историја во Југославија. Буквално. Ова што го кажуваш сега ти, не? Апсолутно имате сурово будење од тој аспект. Имате сурово будење од тој аспект, кога ќе ги видите тие градски куќи софиски, кога ќе видите дека имаат флордели, мозаици во нивните прекрасни скали, столбишта и антреа, кога ќе видите дека навистина постои едно ниво кое кај нас едноставно не може да се спореди со Југоекспорт и со некој смешен, како да ви кажам, 70s момент кој во Скопје уште нели доминира како врвот на тоа што сме биле. Значи Бугарија има, да кажеме, една многу скриена димензија која ние сме игнорирале, дали намерно, дали сме биле толку заслепени, не знам. Затоа што на некој начин, кога вие ќе ги споредите и Загреб, и Софија, и Белград, сите тие главни градови, од таа, да кажеме, етногенеза на 19 век реално, иако бугарската држава не постоела многу порано, се доста слични. Чак и театарот во Риека ли беше ли во Загреб е граден од истиот архитект што е граден во Софија. Значи тоа се тие виенски архитекти што ја оплеменувале Источна Европа.
Значи, од тој аспект во Софија вие навистина можете да имате еден, да кажеме, charmed life. Значи, јас ја имав таа привилегија финансиски да можам да си дозволам да живеам во тие скапи квартали на Софија. Сега нормално, ако живеете во Младост 4 или во Дружба или во Надежда или во Червена звезда или кај Люлин ма е најгнусно тука да е. Имаат, например, баш таму. Люлин. Да, баш. Имаат они, например, делови на Софија, што кај нас не може да се замисли и во најголемата дупка у Крива Паланка да ги има. Значи, ја имате и таа страна на Софија. Значи, веќе од големото добро утро имате Европа, но од друга страна, ако не сте од големото добро утро, Бугарија е многу сурова. Значи, ако немате пари, Бугарија е многу поезива од Македонија, од тој аспект. Тоа е интересно, ја го забележав тоа на крај на 90-ти како студент во Будимпешта, дека кај нив зад железната завеса, значи земјите што беа зад железната завеса, кај нив транзицијата беше многу побрза кон капитализам, но и многу побрутална. Ја прв пат имам видено homeless people у Будимпешта 97, што кај нас и покрај сите проблеми и мизерија и се, не е видено. Немаше. Освен ако не се роми и тоа што просат на Камен мост, да Па и кажеме. тие имаат кров на глава. На глава, да, и тоа беше театар, своевиден. Да. А вистински, нели, клошар немаше, нели, Сана Бри немаше во Македонија. Тогаш па чак нема ни во Бугарија. Значи, тоа се, нели, некои основни разлики. Сега, има една друга разлика, тоа што они нас не сметаат како нивни, а ние нив ги мразиме. Значи, тоа е многу проста разлика. Сега, они нас, значи, не сметаат како, да кажеме, помалото глупо братче од една страна. И се убедени дека сме бугари, окей, тоа е нешто што не можам сега јас да им го менувам, нели, гледиштето, чак и во, да кажеме, високи ешалони на општеството, значи како една права биталчанка, пошто не зборе француски, тоа што се запишав у француски културен центар у Софија, пошто нели отпусти срам у Париз како English School Boy зборе француски, па еве каде ќе ме пофалиш дека поднаучив малце од... Да, се збориме. И да, апсолутно, ти си супер, јас не сум баш, али еве, се трудам, но зборот ми беше на испит во француски културен центар пред комисија французи. Моја професорка Теодора, тя која ми даваше ниски оценки, таа која ме обичаше, зема да ми објаснува, тогаш не ми беше професорка, дека јас сум бугарин. Насред факинг испит, устмен. Колешката од Франција рече дека ова не е многу, нели, прикладно, и тука се заврши целата работа, но еве такви работи ми се случувале многу од тој аспект. Така. 50 години тоа држи Да. во пропаганда. Да, 50 години тоа држи го пропаганда, ба нашата поарна дека беше, де. Од друга страна пак, ние ги мрзиме. Значи, ние сме убедени дека цигани, дека жените им се курви, дека едноставно, нели, тој мит да 3 червени тенџерињата и која луѓето стварно нема што да јадат, што ние не го осетивме тоа, пошто нивната транзиција беше ужасна, нели, зборуваме ладна за разлика од нашата, што беше уствари доста и нонела рај транзиција. И тука имате, нели, такви разлики. Сега што можам за нив друго да кажам? Можам да кажам дека се поедуцирани, каде, дека многу повеќе внимаваат на, нели, даваат значење на таа класична интелигенција, но исто така дека постојат па многу поголеми разлики. Значи, знае глупи прост бугар да биде, никој не знае. Али, кој што знае и софистициран да биде софијанец, во источен дел на Европа, Тие не се никој од не Софија. знае. Да. Тие се дојдени од... Деде добре, по принцип, јасно. И сега има и друга работа, нормално, тоа што го вика Живко, тоа што кај нас национализацијата, например, беше направена на еден многу помек начин. Значи, и кај нас имаше голи отоки, 300 чуда, нормално, и моите дедовци биле сите испопратени таму и бла-бла-бла. Но во Бугарија они биле директно стрелани, затоа што тука постоела таа врска со фашизмот, нели, спорната тема. Тоа дало, нели, на било кој што дошол тогаш на власт, да кажеме, карт бланш да нарече било кој буржуј, интелектуалец, индустријалец, колаборатор. Додека кај нас не било тоа така, да кажеме, црно и бело, па кај нив цела гарда интелектуалци, племичи, во наводници на Балкан, колку што може да бидат,
да кажем, Добро, една демократија. повисока обществена класа е комплетно ерадицирана. Ерадицирана. Знаеш, А. дури кога е направена таа надвраќање по национализација на тие имоти, ти гледаш скршени луѓе, духови, тези бабичките на обориште, кои направо не могат да си платат тока за апартаментите. Не може обоше да си купи. Да, значи језиво, значи ти Само гледаш струја да господи плата. што биле, нели, израснати на Шопен доека ние пајдушко сме рипале и фактички гледаш дека у пилјара не може да си купи круши, например. Али гледаш исто така дека живее у стан од 1 милион. Што е вратен у 90, што го курке продаде. и треба, мислам, која е на умирање малку. Ама Да се- едноставно Кој како внатре дух, со антики онака. се Со антики, свашта, да, со сака да си антиките живее нема лек. таму и тоа е. Да, ама не може да го продае ни во состојба, да го продае не модернизиран станот, треба голема инвестиција да го продаде, така да не се занимаваат со тоа. Така да тој аспект, знаеш, тука е тој чуден дел на Софија и нормално во Бугарија, сега реално гледано, тоа се има случајно, нели, некако се има промакнато во ЕУ, сега за Романија не можам многу да коментирам, на вистина такви два паралелни света имате, на прогресивна европска Бугарија и на мафијата. И едноставно коегзистираат. Неверојатно е како коегзистираат, но коегзистираат буквално во исто време и нели простор, не дека кај нас нема. Но На запад, искрено. И на запад ние лани, кога ни беше пред година и пол се фаќа таа конференција што предходеше на овој проекта Вени на соработката и имавме гости од европска делегација кој што постојано повторуваше како ние тука треба да расчистиме со корупција, треба да расчистиме со корупција и беше многу интересно што професор и експерт за југоисточна Европа од Чешка, од Прага, одеднаш му пукна филм и само стана и вика, извинете, ама корупцијата не е резервирана само за Балканот. Корупција има и во Западна Европа. И тоа прозвучи како таков скандал, знаеш, ама добро, ајде, тоа е друга тема, да не влегуваме во таа дигресија. Во секој случај, не сме имали од корупција, но кај нив на вистина тој организиран криминал од 90-тите. Аха. Постои се уште, јас лично го осетив тоа како власник на бизнис. Не да постои, Да, него вода сичко. Ама тоа е цялата Всичко е цялата таму идеја. мафија. Значи мутрите беа Мутрите. костюми, Да мутрите сакаш беа да си облекли отвориш костюми. продавница, кај доаѓа те праша да им плакаш. Значи постои тој платиш обид, да дека постои тој обид да ти земе некој бизнис, мислам на вистина јас тоа лично го искусив, Живко тоа лично го искуси, така да сме го имале тоа, значи на вистина постои тој слој на мафијаши што облекле одело, па се сега инвеститори или не знам што се мислам, мака со извини. Покрај ЕУ и све. Да. Туку интересно ми беше да забележам, викаш, значи, се што е било представник на елитата од предходниот систем, аристократија, буржуи, висока буржуазија и така натаму, е свирепо расчистено со нив. И свирепо отколку кај нас. тие се убиени, тоа се обвинувани за соработка со фашистичкиот непријател. Апсолутно. Не ти е интересна асиметријата дека додека Бугарија прогонува се што е дисидентско под обвинение дека се фашисти, ние и ден денес бугарите парадоксално од комунистичкиот до ден денес ги викаме фашисти. Да. А напротив, они многу пробрутално се справиле со тоа, затоа што сепак, чекај, ти имаше во бивша Југославија десна рака на Тито беше еден Коча Поповиќ, сега поголем буржуј од Коча Поповиќ, молим лепо, мислам, дали постоеше? Да, Така, плейбој, мислам, нема збор. Сега таква личност во Бугарија, тогаш апсолутно не би можела да влезе во политика. И нели тие го имаат тој навистина многу несреќен период кога биле нели Руска република буквално као Руска република, кога навистина беа многу угнетувани и така натака. И сега се сеќавам нормално на Бугарија како дете. Тоа нас не изгледаше доста страшно од многу аспекти, од друга страна сега кога ќе вратам филм, тоа беше едноставно само невозбудлива држава, немаше дрога и рок-н-рол. Мислам, имаа се друго, само, знаеш. Да. Доста дозирано и средено. Така да многу интересни работи се тоа, тие културни разлики, имаат многу добра музичка сцена од 60-ти, 70-ти, имаат фантастична бугарска страда на шлагери.
Така да кој сака шлагер, апсолутно фантастична музика имаат во тој период. Имаат светски познати оперски пејачи кои на пример ние не ги знаеме во Југославија. Да, не ги знаевме у 90-ти кога ти текнува главно софиски солисти пееа тука. Ама ти не беше тука. Да. Не бев тука во 90-ти. Не зборувам за софиски стилисти, зборувам за луѓе како Рајна Кабаеванска, поготоа како Гена Димитрова, чак и Бог да го прости Камен Чанев, сега што умре пред ковид. Значи имаше луѓе што биле на скала солисти, што биле до нас буквално држава до нас, кои ние не сме ги знаеле, пошто ние освен Зинка Кунц, нели, од бивша Југославија, не сме имале некоја таква оперска звезда, сепак бевме доста поголема држава од нив. Ние бевме 3 пати поголеми од Бугарија, како Југославија, горе-доле. Како националност. Така да, знаеш, имаше тука сега. Како да ти кажам, они се уште имаат светски рекорд во скок во височина за жени, например, така? А ние... Незамисливи работи. Значи, човече, ако сакаш да видиш што е проста држава, погледај ги рекордите на Македонија во атлетика. Пред некоја година што беше тоа кавгето, ја и ти што ги наблюдувавме онлайн. Кој? Ја и ти ги следевме тие кавги околу олимписките. Со маленко? Успеси, да. Да, не, ама беше многу смешно, значи буквално... Беше смешно, дали последно или е минус последно? Буквално, да. Дрита Ислами трча на Олимпијада, овие трчаат, нели, за 50 секунди, Дрита Ислами у 1:03, онака, лежерно джогира, онака, и за тоа ние го плаќаме сега. Што да ти кажам? Не, беше за пливачот. Не, имаше и за пливачот, да. Не смеевме да кажеме како така праќаме такви кандидати, тоа не смееме никако, како не е срам возрастни луѓе така за деца. Значи, баш тоа ја отсликува парахијалноста, дека се фамилиаризира, ко безмалку на слава сите испоседнати роднини и комши разговараме, па се ова не е представник на државата на Олимпијада, туку дете, ти како повозрастен, како смееш така. Тоа е филозофијата на паланката, што не држи вака. Не е кост центар на кој се закачани милион тренери, физиотерапевти, авионски карти и така натака, него е дете. Да, и ти си многу вилифициран дека уопште тоа го ставаш по знак прашање, секако. Да. Сега во Бугарија, ако ништо друго, нели, кога праќаат спортиста меѓународна сцена, не праќаат дебил. Врни се брукаат, какви такви. Не, тоа си е пак. Тоа си е таа разлика меѓу нив и нас. Да. А инаку, и ова сакам да го забележам, овие лични приказни спомна за твојата фамилија и нивните прогони на Голиот оток. Исто и татко ми е следен еден период. Не знам какви се обвиненијата на твоите, но и ова е релевантно за темата. Па може има 20 години, работевме истражување едно, подкрепено од Сорос, цела источна и централна Европа. Работеше за историјата на дисидентството. Да. Македонија беше толку атипичен пример, што не знае кај да не стават и мислам дека на крај поглавието за нас не ни излезе, иако ја го знам во груба форма и можам да кажам и кои истражувачи работеа на него. Атипичноста беше во следново. Не постоеше ни еден политички следен како дисидент кој што не беше следен и за национално прашање. Односно на сите, од либерал до не знам што, им беше прикачано обвинението бугарофил, ако се македонци. Да. Дали го имаш и тоа искуство во фамилијата? Дали като цяло, като въпрос? Не. Фактички до некаде различно беше кај мене, пошто станува збор за дедо што беше некој председател на Македонија, па после тоа околу информбирото беа моите праќани на Голи. Иначе, реално другата страна на семејството, пошто се беровци, Пачемски е беровски, они се беа по-бугари здравје, мислам, овие баш бугари беа. Дедо ми Васил, Бога да го прости, чак, мислам, ова да не верува, човек се пишал и бугар у војна болница 88 кога го третирале од инфаркт. Јас стварно не знаев, че сум българче.
Нема представа. Значи сега ако бараш бугарски пасош нема да лажеш. Немам бугарски пасош, немам бугарски пасош. Можев да кандидирам по заседналост, ама од друга страна па некако и не беше моментот да се прави тоа. Не знам знаев дека не е паметно тоа да го правам тогаш. Не знам како да ти обяснам. Значи, дедо ти до 88 си го изјавил тоа, мртов сериозен, без Тоа никакви е војна болница, без никакви последици, да, тогаш. Ама мислам многу различно и било тогаш, реално како. Ама 88 беше веќе да, друго време. На веќе скроз различно. Не знам на вистина дали претходно уопште имале можност да кажат нешто, пошто не истиот дедо е национализиран целиот имот неповратно, така да знаеш. Добро, кажи ми ова, ти ја како што сваќам си бил релативно добро примен од таа средина во Бугарија, Многу. и немало негативни предрасуди кон тебе дека си македонец. Да бидам искрен. Освен што ти држале лекции, што си? Не, имаше едно друго прашање тука. Јас прво и основно кога дојдов, сега тоа да бидам најискрен, бев третиран како англичанец. Затоа што не знаев доволно бугарски, зборував англиски. И веќе малку беше различно тоа, така да не знам јас дали сум најдобриот пример за тоа, али во секој случај бев многу добро примен, освен нели тие повремени монолози од рандом луѓе дека сум бугарин. Океј. Абе се некој мурони има. Абе да, веќе е македонска работа, стружанка, да. Стружанка има некој проблем. Живко и стружанка, тоа беше таква љубов, стружанка дуќаното танска. Живко најголем фен на пижамчината на стружанка. Бубе кажи, Супер квалитет на се. стружанка. И ја ги сакам. Тоа не. Ама по-хубаво, това е един Квалитет се комплектите квалитет, какви си имаше, мале Да. едни плюшенки, многу си ги Зашто обичаше кажеш, плюшенките. по-богат Еми да, Да се шетам няма долу. твој размер. Аз не съм дебела паченска, извинете. Еми да, никој не е девјана Не. пачетска. Влака Живко у Стружанка и јас се јавувам у Стружанка да резервирам, мислам сега, пошто навикнато нели од запад, ќе резервирам, работи по телефон да оди само некој да ги земе и тука се случува културен судир меѓу Живко и продавачица Стружанка. Кој беше гениален, обаот биваше да го услужи, пошто не го разбирала ништо. Разбираш? Па тоа е тоа, вакво. Значи, ти со нешто слично си се сретнал, освен што ти држале лекции, добро што не е во ред, што си и кој си, овие микро понижувања, као не те разбирам ја тебе, Бугарија тоа повеќе би било да ќе докаже дека те разбере за да докаже дека си бугар. Да. Обратно ќе биде. А кај нас као да се докаже нели кој си ти, сега ништо не те разбирам на кој јазик ми збориш. Види, Живко имаше многу интересни ситуации во Македонија, да бидам најискрен, малку да смениме тема. Да, и мене и за институционалниот прием ме интересира. Како Живко го одбија за виза. Сега бака да кажам. Значи доаѓам ја, така сега ти ќе кажеш само да дам увертирата. Не, кажи слободно, кажи. Доаѓам ја прво у извидница да го припремам станот за госпожата. Госпожата средо е у Бугарија, таму што требаше да се запакуваат мачки, куќи, антики и гаки. Фактички запечатува се што треба и доаѓа у Стани Македонија. И фактички јас прво себе да се средам. Ај на Живко што му прави проблеми. Мене ми прави факин проблеми. Доаѓам ја, не можам да отворам банкова сметка, иако господјата у НЛБ ме знае од средно, например. И така милион работи, например, идам да се сликам за лична карта, немам потврда за граѓанство, не ми кажуваат од кол центар дека е така. Значи Живко доаѓа во август некаде, јас до октомври немам лична карта. Така да, фактички, Живко веќе тука скоро доаѓа до неговите 90 дена, нели, фамозни во Македонија, што може странец да ги има. Јас треба сега пази, да отворам фирма во Македонија, што требаше да го направи така и така, али претежно името беше и Живко да биде осигуран. Да отворам фирма, да ја регистрирам, да го ставам Живко на платежен список, да докажам дека Живко има средства финансиски, да докажам дека Живко има каде да спие,
пошто не можев нели по геј врска да кандидирам за било што, не е признато, не можеш тоа да го направиш. Чека, како не е признаено, ако имате геј брак кој што некаде е Имавме признат, геј брак, како ама може да... Бугарија. Ништо не имавме, во Бугарија не смеевме. Ништо. Не. Во Бугарија јас имав со Џонс, пошто имав брак. Ама не можеш, не можеш. Само сте дојдени Да, од да, од Лондон, Англија, да. а во Бугарија не Во Бугарија не можеш. можеш. Не можеш. признат. Мораше да го запослам Живко. И сега Живко реално и работеше во бизнисот во Бугарија, тука немаше ништо лажно, мислам како да ти кажам. И го праќаме Живко со препорака од Ралф Лорен, каде што јас работев, он ни помагаше на доста проекти, со препорака од две бугарски фабрики, со еден работен опис, пошто јас тогаш произведував во Бугарија. Напиша многу прецизно дека некој кој знае бугарски, кој е запознат со фабриките, кој има однос со тие фабрики, кој го знае сорсингот на материјали, кој знае бугарско законодателство, знае бугарско сметководство, знае бугарска царина, знае логистика, дека таков човек се бара. И одиме она смрдара на МВР у телевизија, мислам језиво. Коронарникот, буквално језиво, коронарникот. И коронарникот идеме, значи у простор што е некој као ходник, да кажеме, од 50-60 квадрата, стол. Да, го знам. Да. Језиво. Flickering lights, мислам хорор, онака. И тука как се казваше госпожата? Бранкица, ма не знам. Тука Бранкица почнува љубовната некоја- сага меѓу Ја Живко и имам на Бранкица. имено. И Ја памтите уште. сега Живека Живко се случва там. Тоа Заповјадај. бехме со Давор. С Дабор Со бехме Давор со адвокат. адвокат, одиме во телевизија, чекаме си пристојно ред, влегуваме внатре и докај госпоѓата гледа таму што треба документи, дали нешто не фали, на телефон си решава на керке домашна работа. Докај работи. Изнели, дали земала документ, дали не земала. Дали не земала, не рече дека ништо не фали, не рече ништо. После Игор влезе во го примја во Жан Митрев со тежок ковид, ми се јавува Бранкица да ми бара потврда од матичен доктор мој, дека требал да седам во изолација. А Како пази, матичен доктор кога јас немам ни виза. Живко со нерешен статус, не може да има матичен. Чекај се јавува, практично На кај телефон други. ми се јавува. Да. И ви кажувам Игоре во Жан Митрев во тешка состојба, така и онака. Јасна Ќе и излезе, интензивна. ќе средиме се, нели така. Мислам беше чиста малтретажа. Фактички да го гњави, демек да вади некоја потврда. Без разлика, Живко, они мртви ладни после тоа го одбиваат за виза. Значи, таа потврда е практично невозможна и нелогична, а се избира легализам има још како боле. изговор за да се тормози, така? Апсолутно, слушај, И тоа во ситуација која што сте вие најранливи затоа што сте ти во болница. здравје. Мајка ми во Битола во изолација, он сам во Скопје, замисли пари да немав, така? Барем имаше една А, торба пари, ако ништо друго тоа е окей. По тебе по болница. Да, јасно да даваш ствари, да, за хемофилтрација во она. Го одбиваат Живко на основ на тоа што Живко се уште студира, иначе не е дипломиран, уште два испита, потврда од универзитет и Уште потврда студира? дека е доста нели вокативна е работата, сега не е нешто за што постојат формални квалификации. Може со средното да се работи. Ама слушај, во Завод за вработување одат, ставаат текстил, средна стручна спрема, искачаат 500 шнајдерки невработени и Живко го одбиваат на основа на тоа дека работното место што сакам да му го дадам, може да го дадам на македонец. Ме разбираш? А при тоа, во Завод за вработување... Ама ти си дала аргументација што има он за разлика од другите шнајдерки. Полна аргументација. Значи, договор за послуга на стан, плата, здравствено осигурување, приказ од мојата банкова сметка, потврда од универзитет, потврда од Ралф Лорен, потврда од сите можни фабрики дека Живко мора да е човекот што продолжува да извршува оваа работа и потврда за тоа дека Живко бил вработен кај мене во фирма во Бугарија, што беше. Значи, најбирократски, согласно уставот и законите, најлегалистички, веројатно со мало виткање на законите, на вас вие оневозможен нормален живот како пар и во оваа земја. Категорично. Пази, јас сум во ситуација таму кога сум на кислородна поддршка, кога сум уштекан на кислород машина што 3 месеци после искачање во Жан Митрев требаше да ја користам.
пошто нели бев на умирање, тоа беше факт, мислам му се јавија на Живко да каже дека ќе умрам. Така да, осте го све тоа што се случува, го прават тоа, сега ние сме затвориле се во Софија. Живко беше принуден да ја напушти државата, во зима, на минус 20, замисли пари да немавме. Замисли. Не, уште не. Да. уште. Така, да оди во Софија, да седи 4 месеци во Софија, под кирија во Airbnb, каде ли не, така, да потрошиме некои 10.000 евра за тоа задоволство, само затоа што Бранкица нели реши дека едноставно нема да му се дае виза и тоа е тоа. Има друго, ама ти ще го кажеш по-правилно. Бранкица ми даде писмо, с което аз трябва да напусна държавата. Да. Та трябва да го представя на граница с паспорт. Да. Те на граница не ми искат личен паспорт, така сме си го вземаме, пуска с лична карта. След това Бранкица така беше направила писмото, че щеха да ми сложат черен печат. Един час, Значи шефка беше някаква на направено границата се е писмото свързала с така министерството да ми сложат да черен Живко печат. ќе му ставят црн печат на искачање затоа што тотално некомпетентно напишано писмото од МВР фактично. Или тенденциозно. И На тенденциозно во секој случај, ме разбираш? Така да ова Значи, чекај, Франц Кафка, параноите, кај нас е реалност. Да. Значи мислам на минус 10 градуси, един сат на Девебаир седиш и чекаш некој да заврши работа, да ти става црн печат. Не луда работа. Во пасош, ме кој разбираш? пасош, не ти го, кога го даваш пасош, давам лична картичка бугарска и пасош на македонските граничари, Да. те ми земат само лична картичка и ми враќаат пасош. Да. После става проблем, зашто јас немам представено пасош. Те играат најверојатно. Да, да. Очигледно, пошто се прават луди од ова се случи. Прекрасна жена, некоја шефица Да. од македонска А има и страна, што многу фини. успеа после Има и еден многу сат фини меѓу другу. да го Да, ако те спаси поединец. Ама Има- системот не. Има островчиња на финоча. Да, женава беше многу фина. Знаеш какво, извинявай, че те прекъсвам. Втория път, когато имахме проблеми, че си българин, беше на пулмология. Да, ме заба 4 сати да чекам за джабе. Не съм беше сигурен, за тоа че за не. 4 сати на джабе. На пулмологија на Живко му издаваат дупло бројче. И фактички јас по состаноци, знаеш каков ми е мене, нели, скеджи, това ти е све јасно. Не кеше да го види докторката. си Да замина, го не тресна при- врата, онака, иако беше суитен упут на пулмологија. Значи имаше такви ситуации. Само затоа што е бугарин. 100%. 100% затоа што тој со истото бројче другиот беше пример Македонија. Да, сестрата рече докторката ќе сака да ви види и после чека още 3 сати, докторката си замина и ми тресна врата и не. Има такви ситуации, види, и во Холандија го има тоа. Се реално Не, гледано, ако не зборуваш совршен англиски, и ако не се плашат од тебе, одвратно звучи ова, ама така е, човечката психологија. Ве преводач имаш тука. Ама добре, пак тук знаат да бъдат гадове с теб. Да, Првиот знаат. пат на заболекар, когато беше, шех да има бе мајката да сум там. По принцип, бе добре, го има тој момент секојаш на xенофобија во Западна Европа, али во Македонија си е доста изразен затоа што знаат дека нема да има реперкусии. Тука знаеш, ако некој те третира расистички, ти апсолутно можеш да направиш сматра за нешто 10 по тоа. секунди. Да си свиркаш. Да. Се- Го нема тоа. Се од друга страна, јас во Бугарија немав здравствено. Видиш што ми се деси мене, па тоа уште луда. Сещи се, когато му отидох на тоа в НАП да ми вршат здравните. Когато беше болен, че трябва да ми върне Аз пари. в Бугарија кога имах здравствено како бугарски граѓани, што ми примаха кур, ништо. ништо. Никогаш Значи, не у можеш Бугарија ништо да купиш. Плаќам, нели законски сум таму со резиденција, 5-годишна резиденција, има све тоа, нели, кој што си треба. Не, ти е платија од агенција за приходите, не ти вратија здравно. Врнаха ми ги, Не. врнаха ми ги од здравната, категорично ми ги врнаха. И фактички плаќам здравствено осигурање секој месец по висина на плата, што беше доста, мислам, огромна плата за Бугарија. И фактички огромно здравствено осигурување плаќам и отидов на доктор да ми се каже дека ти не постоиш во системот. И се случи така да треба во Бугарија пак, поради нивната, да кажеме, неорганизираност во јавен сектор, да треба да ги вратам парите. Моля? 3.500 лева ми врнаха, 1750 евра ми врнаха. В Кармен отидоха. Да. А ние во Бугарија, нели така, таква си е Бугарија. Значи јас прв пат во живот во Бугарија имав сев за кеш, например, пошто самата економија, ако Европска унија знае да биде доста транзакцијска. Как се казваше сев? Кармен. Кармен. Бранкице,
Бранкица и Крак. Добро. Иди On украден. that note, ќе ги запамтиме овие два лика. Да. Дали, бидејќи ни истекува времето, дали има нешто за крај што ти мислиш дека од целиот овој неврзан муабат, иако мислам дека даде доста јасна слика за многу нешта, дали има нешто што ти би го кажал за крај за да сумираш поенти или да извлечеш поенти кои што можеби намерно, можеби ненамерно некако ги погодивме ние тројца во овој разговор. Да. Македонците треба да научиме дека Бугарија навистина не е земјата на три червени, туку дека станува збор за земја со сериозна историја и култура. Во исто време бугарите треба да научат дека ние не сме ретардираното мало братче, дека и ние навистина имаме свој став и его до некаде и нели и свој пат, што треба да бидеме оставени да го поодиме. Од друга страна, секако јас ставам и кавеат на тоа колку бугарската станца е бугарско моментално, а не ничива друга, руска или некој друго од Европска унија. Бидејќи и они се за жал ставени во позиција да бидат малку пиони во оваа ситуација. Од аспект на живот во Бугарија, пак ќе кажам, нели, неблагодарно ќе беше да се жалам, бидејќи имам огромен круг на пријатели во Софија и бев прифатен во, да кажеме, најелитните софијски кругови без грам, нели, проблеми. Од друга страна, за Живко не беше така. Во Скопје Живко имаше доста, нели... Јас немав проблем освен во Стружанка. Фаците, фацињата. Ама такви се луѓето, јас ја сакам Македонија, ама такви се, со што да Не, ги не, такви се, ама не мора да се такви, ме разбираш, тоа беше пак, нели, да, добар е, ама, знаеш, така да ги има тие моменти, што треба да научиме едни од други. Треба да научиме пред се да соработуваме, затоа што моментално, колку лудо и ова да звучи, Македонија има сурплус шнајдерки, Бугарија има сурплус нарачки. И ние не сме размислили да направиме еве од една најпроста работа во текстилот да соработуваме со Бугарија како што треба. Но на културен начин, не Бугарија да дојде со некои зверски ниски цени за македонските фабрики, него едноставно да се создае таа соработка. Прва работа. Втора работа, фактот што нема авион меѓу Софија и Скопје, па за воз да не правиме муабет, мене ми е сулуд, ме разбираш? Така да таа цела врска, нели, меѓу нас би можела многу да се подобри. Од друга страна, само бенефит јас гледам од тоа, од исправање на овие историски кривидрини, затоа што сепак, пак ќе кажам, македонецот моментално може многу да научи во Бугарија, а бугаринот може да добие многу од македонецот, затоа што таков brain drain има Бугарија, затоа што кај нив не е да се тргне паметен бугарин, кај нас до некаде и е паметен македонец да се тргне, така да ние можеме да се види. Нема тоа да биде исконска љубов некоја огромна, но да дојде да биде една фина симбиоза, практична и прагматична, е многу подобро од ова се што се случува, знаеш, моментално. Како некако да се раскрсти со историските предрасуди од двете страни, бидејќи апсолутно колку и да се ноци бугарите, а се до некаде, они не се само нацисти и ние не сме само цвечки. И од една основна, нели, појдовна точка, нели, да се разбере дека се додека единственото прашање за кое Бугарија може да се обедини во омраза, да кажем, или во љутина е Македонија. И исто така, освен клетите шиптари, бугарите се секако најомразен народ во Македонија, реално. Тоа постои, или ако не се јавно омразени, се најпоценети, да кажеме, од тоа. И дека што побрзо ние расчистиме со нашето его, што секојаш во колумните сум спомнувал you are not special, нешто што го учиш кога си во странство, дека не си ништо посебно и дека треба да се победи. Се додека расчистиме со тој, се додека не расчистиме со тој малски big fish in a small pond менталитет, се додека не расчистиме со ситимол, да кажеме, како начин на живот, ние нема да еволуираме. Така да пак ќе кажам, еве што можам да кажам од двете работи, многу предрасуди од двете страни треба да се скршат и ако не љубов, барем да имаме една практична симбиоза што би била во корист на цела Европа, чак би кажам. Добро, и за само финале,
Дали сметаш дека овие практични соработки, препознавањето на прагматична корист од соработка на економски, културен и друг план, може да ни помогнат овие историски митови што ги имаме сами за себе и взаемно едни за други, и взаимната ксенофобија полесно да ги надминеме. Категорично. Самата интеракција дека Категорично да. Апсолутно. Апсолутно. Бидејќи кога ти ќе видиш бугарски екзекутив што има MBA од не знам ти каде, како држи предавање, и кога ти ќе видиш, например, што значи маркетинг агенција во Софија, и кога ќе видиш, например, не знам, што значи фантастична текстилна фабрика од Русе, што 50 години произведува за Клое, нели, кога ќе сватиш дека таа професионалност на вистина таму постои, дека сепак они имаат можност тоа да го направат на друг начин, не можеш, а да не почнеш да разбираш дека митот за три червени не е ништо друго, него проблем на нашето огромно его, кој реално нема покритие. Добро. Супер, значи, фала на моабетот, мислам дека беа направени многу битни поенти, ние би можеле уште. Едно и надо да тераме. Да. тераме. Работа. Знаеш како се запознавме? Да, ама онлайн. Најболи момент, мора да се каже. Живко беше менаџер на продавници за вино. Многу фина продавница за алкохол, продавници Ланец и Софија, и беше на нашата локална продавница менаџер. Не знаев дека и геј, пошто нон-стоп намршен со тие вегите. А јас доаѓав со муж ми, после тоа со дечко ми, после тоа со двајцата и после тоа во сите моgući стања на распаднатост. Распаднатост така да овој Намкеров од каса фактички све тоа го гледал со муж. И ние конечно така после долги години интеракции таму решивме да го поканам на дејт. И така се случи запознавање. А како се запознавме? Извини, кажи ми го тоа ти. Не, ти го објасниш подобро. Добро, влегов пијат во продавница, барав контрол, нема контрол, реков под дојавола каква ваа држава нема контрол. И тој ми рече да ја напуштам продавницата. Јас се јавив на телефонот што беше ставен на вратата, влезна, да се жалам. Да бидеш Карен? Негови Карен да бидам, да? Тој бил неговиот телефон. Јас ја ти мајката. Али му го имав телефонот, така да тоа е тоа. Супер. И војна стана љубов, еве, може Македонија и Бугарија така, тој пристап да го зема.